постојат спреги кои што не дозволуваат институциите да функционираат како што треба. Дали да тргнеме од негативна селекција, избор на раководна структура, вработувања, значи на секој можен начин, во секоја пора се обидува да се влијае. Тие се причините, јас не гледам други причини. А на тоа ако се додаде и недостигот на интегритет кај поединци кои што се поставени на несоодветен начин на одредени позиции, кои што имаат за враќање од таму кај што ги поставиле, многу јасно е дека на ваков начин ќе се функционира. Ова не е единствен случај кој што ДКСК го дала до обвинителството или препорака да конечно ќе кажеме колку иницијативи до владата сме дале па не презема ништо за разрешување, за одговорност. Значи времето поминува, ние ги даваме иницијативите, еве не само кривичните, туку и за одговорност до владата, кај што директно може да постапи владата, не мора да се чека обвинителство, судство и така натаму. Исто тие иницијативи истото не се случува. Последната ни е дадена во февруари оваа година за директорот на Агенцијата за млади и спорт. Од кабинетот на премиерот била препратена во кабинетот на вице-премиерот за добро владење, наводно да провери дали има прекршување на кодексот. Па кој бараше дали е прекршил кодексот? Човекот констатирано дека во ревизорските извештаи несовесно се однесувал, не воспоставил контролни механизми, не почитувале критериуми, не е тоа прекршување на кодексот, тоа е прекршување на законот. И сега не известуваат дека ќе чекаат дали јавното обвинителство евентуално ќе постапи по кривичната пријава, а после тоа тие да видат дали ќе го разрешат или не. Значи очигледно дека се правиат акробации се со цел да се заштитат одредени своји права.